Почитувани, добро вечер. Вечерва уште еден брифинг на фреквенцијата на 1 ТВ. Во него мои соговорници, ваши гости се мои колешки новинарки Жаклина Хаџизафирова и Кристина Озимец. Темата е истражувачко новинарство. Она што им фали на сите македонски медиуми и електронски и печатени е токму тоа, истражувачкото новинарство, нешто што е срж на новинарството, но во Македонија се уште за жал тоа се само проблесоци, многу малку го има. Причината, барем според мене, е тоа што сопствениците на македонските медиуми, ако ја тргнем настрана МРТВ како јавно предпријатие, сопствениците веројатно поевтино и поисплатливо им е да вработуваат новинари, што јас ги викам држачи на микрофони, отколку да вработат новинари кои што ќе работат на истражувачки истории за кои што требе и време и пари. Значи, вечерва од веб порталот Скуп, веќе кажав, Жаклина Хаџизафирова. Тоа е невладина е Скуп, нели, кое што има повеќе од 10 години како постои и е специјализирана за изработување на истражувачки истории. Се согласувате ли на почетокот со мене дека причината зошто малку работиме истражувачки истории не е толку до новинарите, колку што е до сопствениците на медиумите и времето и средствата кои што треба да се одвојат да се сериозно направи една истражувачка историја? Па прво да кажам благодарам за поканата. Добро вечер и на вас и да ви посакам честитки за стартот на телевизијата. Во однос на би сакала да се надоврзам на ова претходно што кажавте, дека за истражувачкото новинарство треба нели и време и пари. Да. Треба и навистина многу нерви. Мислам дека за да постои истражувачкото новинарство во Македонија треба севкупниот амбиент да е насочен, променет кон тоа да се појави вистинско истражувачко новинарство, не е само до сопствениците на медиумите. Знаеме и самите дека секогаш таа врска меѓу сопствениците... Ке зборуваме за тешкотиите кога се прави истражувачка историја, на затворените врати и на сето тоа на кои што наидуваат новинарите. Ви имате многу искуство околу тоа. Ке зборуваме за тоа. Само да ја прашам Христина. Христина, ти се согласуваш ли дека треба и време и пари и тоа е основниот проблем зашто малку има истражувачки истории во македонските и електронски и печатени медиуми? Да, и јас да посакам со среќа на телевизијата, прв пат сум гостинка. Ви благодарам за поканата. Дефинитивно тоа е една од главните причини ова што го споменавте. Времето и парите, па дури и парите кога ќе ги најдете, дефинитивно времето представува еден од главните проблеми при работењето, затоа што малкумина од уредниците и сопствениците во медиумите кај нас имаат разбирање за тоа колку време е потребно за да се изработи една квалитетна истражувачка историја. Еве ти покрена скоро година дена ќе биде платформата ПИНА, тоа е исклучиво за истражувачки... Платформа за истражувачко новинарство и анализи, да. Тоа е исто така организација, ние сме релативно нови на нашава медиумска сцена како организација, инаку сите сме нели новинари со искуство. Да, платформата за истражувачко новинарство и анализи ПИНА-МК е замислена како еден вебсайт, една платформа каде ќе објавуваме нели неоптеретени токму од тој дневен притисок од временската рамка, трката по дневни вести. Значи таму би објавувале квалитетни истражувачки истории и анализи. Ние сме на почеток, меѓутоа имаме и нели други активности како организација. Прв пат лани го почнавме првиот истражувачки филмски фестивал Скопје. Тој се одржа лани во ноември, годинава... Тој е меѓународен? Да, тоа е меѓународен
фестивал, значи прв пат се одржува не само во Македонија, туку и во регионот, колку што знам, каде што ние каниме од целиот свет истражувачки новинари, филмови да ги пренесат нивните искуства, како филмови за истражувачко новинарство, правиме дебати со тие луѓе, нормално и новинари од кај нас, од домашната сцена, од целиот регион. Имавме лани од САД, од други европски земји. И на фестивалот практично целиме кон тоа да нашава домашна медиумска сцена размени искуства, да дознае повеќе за тоа како се во моментов како се работи во светот на сцената на истражувачкото новинарство, но и покренуваме и други разни теми. Лани ни беше фестивалот посветен на свиркачите. Годинава ќе видиме нели која тема ќе одбереме како главна и сите теми кои што ги оптоваруваат медиумите и медиумските професионалци генерално. Само уште ова дека ти пред една недела чинам беше во Перуџа на најголемиот фестивал за новинарство. На таа панел дискусија за истражувачко новинарство, кажа ли во Македонија дека е катастрофална состојбата со истражувачкото новинарство или? Па добро, мислам дека е позната ситуацијава наша. Кога кажа само Македонија сте беа со една насмевка, од Македонија, добро. Нели познати сме и по лажните вести таму во тие кругови. Да, така што ние зборевме еве за непрославија, да. Жаклина, можам нели на ти бидејќи сме сите колеги? Може, сите сме колеги. Еве парите да предпоставиме и времето за една таков специализиран портал како што е Скуп не се проблем. Лесно ли се наоѓа новинари кои што може да и има желба да работат истражувачки стори? Вака, во моментот кога да кажам дека Скуп работи вие изработивте повеќе имаше одзив во јавноста, да, на повеќе фидбекот беше одличен. Точно, работиме уште многу одамна заедно со колегата Джило Незири го основавме Центарот за истражувачко новинарство уште во 2011 година. Иако работиме и пред тоа, значи ги поддржувавме колегите кои сега работат во повеќе медиуми во однос на истражувачките истории. Вашата невладина прави и обуки? Правиме и обуки, држиме и предавања, значи правиме и има многу. Интерес доаѓаат? Па има интерес, работиме сега во моментов со млади новинари, држиме и предавања на студенти по новинарство. Се радувам што може да пренесеме дел од нашето искуство, но она што сакав да го кажам дека е исклучително тешко во Македонија се најдат истражувачки новинари. Како што споменав и пред емисијата, ние буквално се броиме на прсти колку сме во Македонија, но затоа импактот кој го имаме од нашите истории е далекосежен и громогласен, така ако можам да кажам. Тешко е да се најдат истражувачки новинари, бидејќи бара, како што кажа, време, пари, нерви, но и посветеност кон новинарството воопшто. Значи, за да работиш новинарство, барем според мене, треба да го сакаш новинарството. Во години што измина оваа декада на режимот, што го викаме, предпоставувам дека еден од основните проблеми беше и достапот до информации од јавните институции, имавте проблеми при изработување на сториите? Државните институции во минатото, меѓутоа делумно и сега. И сега, да. Значи се затворени за новинарите и не претворија, да кажеме, во писари малтене, отколку во истражувачки новинари, што навистина мене ми недостига, бидејќи јас го паметам времето кога сум работела во Утрински весник, бидејќи долги години таму работев. И го паметам времето кога луѓето самите ни севуваа и самите ни кажуваа информации или ни кажуваа случаи каде што веруваа дека постои корупција и не потикнуваа ние да ги истражуваме тие случаи. Во моментов повеќе се оди кон еден канализиран начин на доставување на информации. Информациите буквално треба да ги бараме, копаме по државните институции. Тоа е битка, беше битка и се уште е битка. Бидејќи дел од тие институции не се ослободија од
од навиката дека добро вие сте новинари, си имате закон за слободен пристап до информации од јавен карактер и постапете си по него, а кога ќе добиете одговор не се знае, нели? Сепак не достига оној жив начин на комуникација со институциите. Делумно, да, така и сега, со дел од институциите, пак ќе кажам, дел се отворени кон јавноста. Сакам и да го поздравам потегот на владата, што придонесе малку да се либерализира просторот на доставување на информациите. Сепак, нели, еве се пуштаат соопштенија од одржани седници на влада, да кажам, генерално во однос на новинарството. Меѓутоа, дел од информациите, кои дел од институциите сакаат да ги сокријат, наоѓаат начини да ги сокријат. Дали тоа е да добијат во време или во нешто друго, не знам, ама знам дека од нашето искуство, дека дел од институциите се уште се затворени кон новинарите. Се повикуваат на законот, се повикуваат на законот и тоа име некој штитник. Кој закон, дека во рок од 30 дена? Во рок од 30 дена ќе ви одговориме и сега вие чекајте 30 дена или чекајте 50 дена или 100 дена. Озимец. Поделиш ли ти го имате ли ова искуство? Дефинитивно, јас исто така сум дел и од Макфакс, да споменам и таму работам на истражувачки стори. Често го користиме законот за слободен пристап до информации за да дојдеме нели до информации кои што не е така лесно. Многу е 30 дена да се чека една и јас сметам дека е многу. Сметам нели најавија и измени во тој закон, се надеваме дека дел од измените би биле токму насочени во тоа да се скрати тој рок, барем на половина. Има многу држави во кои што тој рок изнесува само 10 дена. Па нормално. Да, 30 дена. 15, ајде 20 денови, меѓутоа 30 дена е премногу затоа што потоа тие можат нели ако не ви достават целосен одговор, ние имаме право да се жалиме, па тој процес практично е многу подолг од 30 дена, може да биде и 2-3 месеци. Значи дефинитивно сакам и јас да потенцирам, видлива е промената со доаѓањето нели на новата власт. Има поголема отвореност, полесно се диша нели во секоја смисла. Меѓутоа, сепак при секојдневната работа како новинари, сепак ние ги забележуваме тие обиди да се сокрие некоја информација. Еве конкретно неколку случаи сум имала каде што по испратено барање за слободен пристап, значи се наоѓаат начини преку еден бирократски речник, да кажам, или преку повикување на класифицирани дури информации, онаму каде нема простор за тоа. Ние значи воопшто не сум барала класифицирана информација, туку обична информација, и преку тоа се обидуваат да ве маткаат, да кажам, и да не ви ја дадат информацијата. Така што тоа е се уште пракса, за жал. Се надевам дека власта нели во име на транспарентноста која што постојано повторува дека ќе обрне внимание и во тој дел. Пред чинам 2-3 години јас и колешката Катерина Блажевска направивме еден проект за пристапот на информации и дојдовме до еден интересен податок кој што навистина за жал се потврди дека многу од новинарите и не знаат кој е патот да ја побараат информацијата. Да, точно, тоа е така. Не знаат правилата, не можеш по телефон да дигнеш и јас сум новинар, дај ми таа и таа информација. Да. Некогаш можеш, но некогаш не. Добро, али од другата страна имаш човек кој што не знае кој се јавува. Така е, да. И стварно имаше, за мене беше запрепастувачки, но навистина излегува такви податоците дека и голем дел од новинарите не го знаат начинот како да ја побараат информацијата, да, точно. Или не го знаат начинот, дека кај вас бидејќи сте специализирани за тоа, не зборувам за вашите. Добро, но затоа постојат обуки, постојат колеги со кои се консултираме, нели има и организации кои се занимаваат со тоа, но во минатото се случуваше голем дел од новинарите, плашејќи се за својата професија, за себе, да ни пристапат, да не замолат во наше име да ја побараме таа информација. Но знаете што, тоа е процес на учење. Исто како што и институциите пред некоја година кога ние почнавме со усно поставување на информации од јавен карактер, усно ги баравме информациите од јавен карактер, институциите не знаеа како да постапат и тогаш
За среќа и го носевме законот со нас, па можевме да им покажеме како да постапат. Така што не само новинарите, туку и институциите не знаат како да постапат во одредени случаи, но затоа тука сме ние. Сакав да кажам и дека ми е драго што во последно време се повеќе организации почнуваат да се фокусираат и да работат истражувачко новинарство, без разлика дали се еколошки, бидејќи тоа е основната мисија и на СКУП, да го промовира истражувачкото новинарство. Значи, би се радувала да има што повеќе колеги истражувачи кои ќе бидат критички глас во јавноста. Ме посети ова на еден пример, извинете, за институциите, бидејќи ги спомена. Испраќам барање за слободен пристап во една институција. Кај службеното лице ми се јавува после еден ден, службеното лице ми вели а ти ова барањево да го испратиш на општ мејл, не кај мене. Значи, практично самиот се обидува да избегне одговорноста, да го одговори. Не знае како да постапи, дали да ти даде информација или не. Значи, тој е назначен за службено лице, одговорен, за да ми одговори. Значи, тој сака да на некој начин да избегне, дека не го примил мејлот или да најде начин да избегне, за као пете на општ мејл, па кој го видел, кој не го видел, мислам, тоа е секојдневие, со такви ситуации се соочуваме, да. СКУП имаше така по еден таков мрачен период, јас би го нарекол за новинарството, изминативе 10-11 години, колку беа. СКУП е еден од тие што ги имаше проблесоци, што ги викам јас, направи повеќе такви истражувачки истории кои што беа претежно за корупција, за кои и одикнаа во јавноста. Па еве од последниве години да не излезе сега Не, слободно. Како не е себе промоција, меѓутоа навистина во моментите кога новинарството преминуваше повеќе во пропаганда отколку во новинарство, ние работевме навистина истражувачки истории кои загребуваа под површината на она што се лиферуваше во јавноста. Имаме неколку истражувачки истории кои не само што има импакт во јавноста или предизвикаа реакции, туку завршија и со судски случаи и судски процеси. Имавте тужби? Немавме тужби. До сега неколку функционери ни се имаат заканувано со тужби. Ни го нападнаа сајтот, еве, кога веќе сме кон заканите. Ни се има случајно и да се јавуваат, значи да се закануваат, меѓутоа значи притисоци имало. Имало притисоци, дури имало случаи да ни се јавуваат луѓе кои немаат никаква конекција со темата која што ја обработуваме, меѓутоа зборот ми беше за претходно дека сме биле едни од новинарите кои сме го покренале во јавноста прашањето за пратеничките трошоци, патните трошоци на пратениците. Уште пред уште пред 3 години сме пишувале за тоа во јавноста, кога се соочувавме навистина со закани. Има и покренато судски процес, специјалното јавно обвинителство за еден пратеник. Да не го споменувам нели во оваа прилика. Меѓутоа, сите обиди за дискредитација на СКУП завршија во вода, бидејќи ги имавме документите. Документите беа наш најсилен аргумент. Освен оваа сторија, сакам да ја споменам и да ги споменам и серијалот стории кои ги пишувавме за репрезентација на во министерствата, за трошење на средства за репрезентација во министерствата. Сега направија алатка за транспарентност. Сега направија алатка за транспарентност. Значи сме биле да, на пратениците. Сме пишувале и за животот на студентите во времето кога поранешната влада најави потоа и бесплатен превоз за студентите. Значи, сме обидувале да ги сврлиме на површина сите оние прашања кои што сме сметале дека ги тангираат граѓаните. Значи, не сме истражувале личности, нас фокусот не ни се личности, поединци, иако тие го сметале тоа како директен атак врз нив. Добро, позицијата им ја загрозува. Да, нас во фокус ни се појавите, системските проблеми и се фокусираме кон граѓанското новинарство. Се обидуваме, значи, да загребеме под површината и да ги прикажеме сите оние негативни појави кои некаде се чуваат под тепих. Пред да ја почнеме емисијава ми кажа, кога ги спомна студентите, дека сте имале една интересна ситуација за студентите. За студентите, да. Кога интервенирале одма, штом разбрале дека ќе правите. Да, правевме еден курс видеодокументарец за студентите. Значи, не ни беше фокусот само да прикажеме еве како се живее во домовите, туку целиот оној сет на мерки
кои тогашната влада ги фактички начинот на кој владата ги третираше студентите во времето кога да кажеме за други категории граѓани се дава бесплатни бањи за пензионерите, да. И за дури и за скијање, сакавме чисто да споредиме како кон различни категории на граѓани нели постои третман. Пишувавме за студентите, за тоа дали имаат бесплатни билети за автобус, за кино, за театар. Откривме дека тие со години немаат топла вода во бањите. Нели дел од бањите се тргнавте по една тема, ама откривте... Да, и се обидовме низ еден кус документарец, чисто да рефлектираме што се случува со студентите во општеството. Вечерта кога се емитуваше документарецот, не очекувавме дека утре дента веднаш ќе бидат испратени мајстори во сите домови да ја поправат топлата вода, парното грејење, не се јавуваат студентите. Веднаш. За тоа мора да му се признае дека веднаш медиумски да биде тоа добро запакувано, да... Па добро, нас не беше битно тоа што имаше одек во јавноста, недела дена потоа беше најавен и бесплатен превоз за студентите, имаше цел сет на олеснувања за студентите, кои ние како скуп повторно ќе ги истражуваме, бидејќи не сакаме таа тема да биде заборавена. Сметам дека студентите се прогресивна сила на која што треба да и се... директор на студентскиот дом искрено призна, не пушти да снимаме, катастрофа е во студентските домови, не се променува. Добро, ние документарецот го правевме во време кога не смееше да се... Да, не, знам. Во домовите. Катастрофа е и сега. Па добро, сега може би нов, па затоа дозволи. Може би после година дена од директорување, ако не промени ништо, да не биде достапно да... Па да мора да користиме од студентите фотографии или клипчиња снимени на телефон. Озимец, ти се сеќаш во Вашингтон? Да. Се сретнавме, пиевме во едно бистро пијачка и се пожали и ти, и Сашка Цветковска, дека па ние сме новинари, еве 10 години и цело време е само Груевски премиер, ние немаме искуство со друга власт. И краток е овој период, но Преска ти рече дека се чувствува малку слобода, да не ги фалиме многу, да не забегаат и овие и... Па да, се чувствува, но имав јас веднаш искуство. Да, секако. Секако дека секогаш ќе се бориме за повеќе. Затоа што работиме во интерес на граѓаните. Дефинитивно. Значи, имав, добро, јас интересни искуства, само што дојдоа, па така излезе, пишував заедни, имав стори за пиарот на владата, нели тие беа истражувачки стори, да, на оваа влада, и на министерствата општо, нели тие беа објавени во Макфакс. Практично сакавме да направиме еден преглед, нели да видиме претходната влада, нели обсесија и беше пропагандата. Тоа беше еден од главните проблеми со таа власт и нели за тоа сакавме да видиме, имавме информации за нови вработувања и кај новата власт и сакавме да направиме еден преглед, да видиме нели што се случува во министерствата и така натака. Па во однос на транспарентноста реално ги добивме повеќето информации од самите министерства и од владата, нели добивме информациите кои што ги објавивме, ние практично ги добивме сите од институциите. Во тој дел, да, не можам да се пожалам, имаше неколку негативни примери, ги посочивме, меѓутоа, отпосле реакциите на таа приказна, да, особено на некои на лично ниво, да кажам, на Facebook, на социјални мрежи, па и вака, искрено ме изненадија, не толку позитивно. Значи, не велам, не некој страшни или како закан или, меѓутоа се правеше една атмосфера на од неколку лица, да кажам, на едно омаловажување или обид за некаква дисквалификација и така натака. На мене како личност. Значи, во кој дел навистина бев разочарана, да кажам, од некои индивидуалци. Меѓутоа помина тоа, се надевам дека тоа беше само еден период во кој што сите треба да се навикнеме на новите улоги, кои што сега ги имаме, односно тие повеќе, ние имаме истата улога. Се навикнуваме на новата власт, но имаме генерално истата улога, нашата нели останува. Што мислиш? Но пиарот на оваа влада, според мене е гломазен, тоа е моје мислење. Спинува ли? Дневно.
Па мислам дека се обидува некогаш да ја наметне, секако можеби ете тоа, некои можеби ќе да речат тоа име и работа, но се обидува да наметне својата агенда секаде каде што може. Да, тоа е легитимно. Да, меѓутоа има ситуации. Но користат и многу спинови. Има ситуации во кои што да имам забележано спинови, да. Морам да признам дека треба сега ситуација по ситуација нели секоја треба да се образложи. Односно Мартин Протуџер, ако за нас за жал мислам што беше таков, но беа маестрални во тој дел, Протуџер. Да, добро, тие беа и опасни. Да, и опасни. Маестрални, да. Да, маестрални. Се надеваме дека до таму нема да забегаат. Се надеваме, затоа и го работиме ова што го работиме за да не ни се повтори или тоа што претходно се случуваше. Преди 10 дена ја објавивте сторијата за Дрисла. Таа ќе ја објавим, ќе имате и видео документарец направен од целото тоа истражување во кое што фрапантни има работи вонатре. Ќе го објавиме на крајот на овој разговор. Ви благодарам што ќе ни го стапите да го објавиме. Но што работите моментално? Која столија? Што истражувате? Па добро, моментално значи работиме неколку скуп, значи работи и видео стори, работи и пишани стори. Во моментов сме фокусирани кон функционерите, кон трошењата. И се обидуваме некако да ги како да кажам, да ги престроиме институциите во смисол на тоа што не може веќе ни праќаат одговори од типот платата наша е таен податок. Платите на функционерите се јавен податок. Парите на граѓаните и мора да биде тоа јавно. Така што не би сакала сега да открием баш која тема ја работиме, меѓутоа фокусирана е на примањата на функционерите. Да открием нешто. И јас нешто знам што работите, но што не сакате да откриете, нема и јас да откривам. Нешто околу функционерите е пак, но добро. Да. Се согласувам дека нема да откриеме, ќе ја чекаме историјата со нетрпение. Јас само сакав да дополнам, извинете, претходно да не бидам погрешно разбрана во однос на реакциите кои ги кажав. Во однос на негативните реакции за сториите, значи тоа беа повеќе, значи луѓе да кажам не од владата, туку да кажам во блиски симпатизери на владата. Да, така, симпатизери, да не бидам разбрана погрешно дека некој од владата. Не, да. Па добро, нашата работа е таква, некој ќе те бендиса, некој нема да му се допадне, мислам на крај крајeva тоа и легитимно е. Да. А важно е нас да ни биде чиста совеста на тој што ја работи историјата, дека тоа што го напишал и го истражил е така, потврдено е со факти, не е фейк нюз. Да, дефинитивно. Во тој дел јавноста секогаш може да оцени самата. Да. Што Пина во периодов што следи, што ќе истражува и пред малку ми кажа дека подготвувате пак тој фестивал. Да, значи ние во моментов работиме на следење на идните реформски приоритети во делот на медиумите. Имавме повеќе анализи и истории во тој дел, да. Има работа многу. Да, на реформите на медиумите. Овие или македонската телевизија? Па и јавниот сервис, да, беше Затоа опфатена. што Репортери без граници е само 2 места. Што мислам дека и реално е така. Нема некој голем исчекор. Повторно беше негативен извештај, беше таму споменат. Па нема голем исчекор? Нема, да. Затоа што и кај нас има автоцензура. Да, јавниот сервис повторно беше дури посочено нели дека работи за Па тоа сите го знаеме и добро што го напишале, тоа е така. Така и беше потенцирано. Во тој дел ги следиме, значи да кажем реформите на новата влада како дел од планот 369. Некаде има исчекори во некои делови, значи тука се вклучени повеќе аспекти. Не можеме да бидеме да не. Значи збориме тука и за Законот за слободен пристап до информација, за Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, за јавниот сервис, потоа Законот за клевета и навреда и така натака, значи една серија од нели реформи. Исто така го
полека ги започнуваме подготовките за вториот истражувачки филмски фестивал, кој ќе се одржи годинава, некаде кон крајот на годината, иако има уште доста време, сепак за нас времето ние од Македонија е кратко. Па ние од Македонија се надеваме дека годинава ќе направиме еден македонски ден на фестивалот. Скуп ке каните. Секако тие беа гости и лани кај нас. Првиот. Да, и на првиот имаше да, затоа да прашам. Да, го иметувавме филмот, значи документарецот кој што го има за загадувањето на Скопје. Така што секако да, сите ќе бидат поканети, сите организации и новинари, медиуми кои што работат на истражувачко новинарство и на медиуми секако кај нас, и се надеваме дека ќе направиме еве една баш еден македонски ден, значи да видиме до кај сме и ние, нели, во однос на регионот. Да видите гостите на фестивалот. Да. Дека Македонија малку нешто. Да, и ние тука работиме, дека има со што да се пофали Македонија. Но интересна е секако Македонија. Мислам во светот еве сме познати по нели феноменот на лажните вести, но интересно е што од кај супер, велеше ни од Преславија. Да, од земја како нашата излегува на вистина интересни не толку позитивни, но сепак значи и на овие фестивали меѓународни се споменува Македонија. Во тој нели контекст кој што не е толку добар, но мислам дека е важно за нас да го искористиме тоа како момент да дискутираме еве и за нашите проблеми, да се обидеме да ги представиме. Така е, добро, тие дечки колку што знам не се ни новинари што ги прават. Не, меѓутоа не знам сега колку е вистина, лани ние имавме на фестивалот, дојде за прв пат еден дечко од Велес кој работел на лажни вести и дојде на фестивалот. Збореше, единствено побара да биде затворена без камери дискусијата. Меѓутоа дојде со лик, да кажам, нели, со име и со презиме, дојде збореше. Не, тој не е новинар, меѓутоа зашто го споменав ова, беше интересно дека тој кажа дека наводно имало вклучено и новинари во таа операција. Не откри повеќе, не знам, немам ниту јас информации, тој тоа така го спомена, што беше интересно. Мора некој да ги подучил, не можете туку така да... Може да е тоа реално. Да, тоа беше нешто што тој го кажа, нас не беше вака едно, нели, кревање веќе, изненадување. Сега што тој подразбира под новинари, исто така е, нели, малку, можеби тоа биле некои луѓе од медиумите, не знам, значи кој што... Да, така што беше интересно, да. Жаклина, се те прашувам како гледач и читател. Ајде. Ете, поразителни се информациите што ги добиваме и од репортери без граници, и од другите меѓународни новинарски асоциации за Македонија. Како гледач, како читател, што мислиш? Сме на некој ниво или... Во однос на тоа, дали има плурализам во медиумскиот простор, па и тоа, и дали е тоа вистинското и што се Па мислам дека е вистинскиот одраз. Мислите дали анкетите ја одразуваат реалната слика на... Не, јас потполно се согласувам со тие анкети дека е тоа така. Нема зашто да не буткаат долу ако ние не сме долу. Меѓутоа, има некое поместување во медиумскиот простор, затоа и се претпоставам тие две места на подобрување. Уште многу треба да работиме на, според мене, бидејќи ние сме дели од една глобална мрежа на истражувачки новинари, или Македонија не е изолирана земја, соработуваме со повеќе колеги и мислам дека треба да многу да работиме пред се на нас како новинари. Да не сме затворени во една школка и да не сакаме, нели, сите други информации, новости да доспеваат до нас. Мислам дека истражувачкото, можам да зборувам за истражувачкото новинарство, како читател и како гледач, мислам дека недостига професионалност кај новинарите. Не само обука, значи професионални зачувување на тие професионални стандарди, етичност, како што и самите знаете во известувањето, а во однос на истражувачкото новинарство, мислам дека тоа е во зародиш во Македонија. Баш така, во зародиш.
Се уште, за жал, се уште со години, но мислам дека Македонија почна еден несопирлив процес во однос на истражувачкото новинарство и мислам дека допрва доаѓаат генерации кои ќе ни го обелат образот, еве така да кажам. Ајде да се надеваме дека ќе биде така. Кристина, говор на омраза. Многу имавме последните 10 години. Да. Особено по порталите и на интернет. Сега во последно време малку е стивнато тоа, но сепак има многу говор на омраза. Да. Повторно има, меѓутоа тоа што се случуваше, јас дури не сакам да се споредуваме со претходните години, оти тоа беше навистина нешто што е не знам каков збор да употребам. Значи сега пак имаме некоја полека се чувствува нормализација во повеќе сфери на општеството. Некаква пак доаѓаме во некаква нормала или барем јас така се надевам. Добро, да, има поместување, да. Мислам дека бидејќи нели се правеа напади преку организирани напади преку медиуми до критичките новинари, до граѓанските активисти, организации и така натака хајки. Па дури и физички и говор на омраза и физички напади се имаш. Да. Така што сакам, навистина не би сакала воопшто да не споредувам со тоа време. И да не се повтори. Да, затоа и практично ние сите, еве, многумина и ја поддржавме промената која што настапи во Македонија. Меѓутоа на интернет е тоа најмногу се гледа. Не е можеби како во тој интензитет како претходно, но се уште има портали и го има, и веројатно се уште ќе се соочуваме со тоа. Па јас мислам дека и во светот има така, мислам не е дека толку е чисто. Знаете како кај нас е да не се тешиме со тоа, ама да, не кај нас е погрешно она што, значи ние сега имаме портали одредени кои што ги нели сакаат да бидат наречени, тие сакаат нели свое место под небото и сакаат да бидат наречени нели новинарски медиуми, меѓутоа истовремено тој портал од време на време ќе објави некоја хајка за некого или некој напати. Мислам тоа не може така. Тоа јас навистина на интернет сметам дека секој треба да постои и да прави што сака, се да му биде дозволено, нормално во рамки на законот во смисла да не прави нели говор на омраза и така натака. Но значи доколку се медиуми, доколку сакаат да работат новинарство, тогаш не може да работат нешто што не е новинарско. Значи не може да работат на пропаганда, на говор на омраза и така натака. Добро, они го гледаат тоа како бизнис, веројатно како тие работи мислам дека ние како фела треба поотворено, па и сите заедно, зашто и со тие портали да седнеме и да ги дискутираме. Така е. Јас мислам дека минутите, последните 20 минути реков ги одвојуваме за тој документарец за Дрисла, актуелен е. Вие бевте вчера на Дрисла, ве викна? Не, за жал. Зашто? Добивме покана. Зошто? Не знам. Ставија филтер на не знам, а баш сакавме да дојдеме, баш ми е жал што не бевме поканети, ама добро, имавме прилика да видиме на телевизиските екрани. Да, не бе поканија. Не. Па може би барем до мене не стасала покана, ниту до мејлот на Скуп. Да. Затоа што ве објавивте сторијата, може би заради тоа, може би направиле пропуст, но се едно важно. Јас тука ќе ви се заблагодарам на учеството во вечерашниот ТВ брифинг а вас почитувани останете на оваа фреквенција и проследете го и проследете истражувачката сторија на Скуп за депонијата Дрисла, изработена пред 10 дена, така не? Да, објавена беше пред 10 дена, ја работевме подлог период. Да, интересна е сторијата, погледнете, имајте пријатна вечер.
тамам дошал ова депонија, пустињата, села се отровиле. Сите деца болени се. По 180 луѓи идат на ден само у љубош кај нашата докторка. Како ќе живееме ние на ова? Депонијата е катастрофа. После 6 сат не може да испаѓаме надвор. Во текот на 2017 година, отприлика година дена, дека тогаш навистина не се дишеше. Воздухот толку беше загаден и нарешто летните денови се осеќа една ужасна реа, смрдеа од загорено, запалено нешто и едноставно ги затваравме прозорците и наместо викенд на село, на чист воздух, децата едноставно моравме да ги враќаме назад во Скопје. Многу јака смрдеа, не знам како да објаснам, едноставно не се диша. Првата мета на овие аерочестички кои содржат и хемиски материи и опасни материи се дишните патишта и дишните органи. Значи, почнувајќи од горните дишни патишта па до долу до белите дробови. Дел од тие хемиски материи продираат и во циркулацијата, па дел застануваат и во белите дробови, така и на тој начин предизвикуваат тешки респираторни заболувања. Наместо едно дете кое може во тек на една година да има едно или два пати респираторна болест, значи тука ќе имаме 10 пати. Вечер во 6 сатот, водата се ќе го пуштат по она, што идем ја со кравите надоле. И бас бевме кај тој директорот, правиме, викам, водата не го пуштите нешто. Не го пуштиме. Ама водата нон-стоп тече. Сам овој рејон со припаѓа на ова џамија има 500 куќи, така. 300 куќи се без вода. И сите носиме вода со коли, идемо подалеку со коли да несеме, некој што нема коли во леѓа носат. Родена сум во Батинце и го памтам и времето пред да се отвори депонијата Дрисла, тогаш имавме многу убава вода за пиење. Сите немавме водовод, од бунари се снабдувавме и навистина беше водата многу пријатна за пиење и чиста. Кога се отвори депонија Дрисла, тогаш веќе не беше возможно се загади водата. Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата во Советот на град Скопје веќе подолг период бараат информации и алармираат јавноста за состојбата со депонијата Дрисла и работењето на концесионерот ФЦЛ од Италија. Побаравме информација за степенот на инвестирање, но и начинот на експлоатирање на овој комунален објект, со кој стопанисува странски партнер преку приватно јавно партнерство, кое е без завршена постапка. Побаравме и дадовме можност да се дополни информацијата со вистините докази дали на депонијата има или нема складирање или третирање со спалување на опасен индустријски отпад од увоз. Во рамките на информацијата се потврди дека концесионерот и по 4 години нема инвестирано ниту 1 евро во Дрисла, но сепак инкасира профит од работењето. Затоа денеска ќе презентираме и докази околу сумневањето дека Дрисла се користи за недозволени, незаконски дејствија со опасен отпад. Прочистителна станица во класичен вид не е до крај направена, меѓутоа таму постои, јас би го нарекол, онака технички таложник еден, кој што сите оние големи и потешки состојки кои што се содржат во водата се таложат
Изградба на систем за црпење и согорување на депониски газ. Капацитет 70 бунари. Вредност 1.500.000 евра. Краен рок за изведба. Не подоцна од крајот на 2017 година. Изградба на фабрика за прочистување на отпадни води. Вредност 2.650.000 евра. Краен рок за изведба. Не подоцна од крајот на 2017 година. Фабрика за селекција на отпад и создавање РДФ алтернативно гориво. Капацитет 250.000 тони годишно. Вредност 21.400.000 евра. Краен рок за изградба. Не подоцна од крајот на 2017 година. Постројка за третман на медицински отпад. Капацитет 1.600 тони годишно. Вредност 3 милиони евра. Краен рок за изградба. Не подоцна од крајот на 2015. Со крајот на 2018 вкупната инвестиција во Дрисла на италијанскиот конзорциум предводен од ФЦЛ Амбиенте ќе изнесува 73 милиони евра. Тоа е страшно, тоа е страшно. Не можеме да ги замислиме дури последиците. Имајќи предвид дека во медицински отпад, освен материјали кои се фрлаат, кои се користат во секојдневната практика по болници и така натаму, таму има и биолошки материјал кои излегува од операции, интервенции и така натаму. Тука имаме живи микроорганизми кои ние ги одлагаме негде и создаваме можност да тие низ почва и вода достигнат до нашите домови. А јас долги години работам во клинички центар и лично може да потврдам дека е зголемена инциденцата на одредени сериозни заболувања, почнувајќи од респираторни заболувања, се до најтешки малигни заболувања кај деца кои доаѓаат од овој крај. Конкретно јас работам во оддел за хематоонкологија, каде имавме неколку деца од Батинци кои ги третиравме поради различни малигни заболувања. Медицинскиот отпад се знае дека тој е опасен отпад, пошто тука има сериозен медицински материјал, остатоци кои и од хемиски аспект, туку секако и од микробиолошки аспект е ризичен материјал. Каква е состојбата, знаете, како третманот на медицинскиот отпад е централизиран, значи постои само една единствена постројка која што го гори. Тоа е уништување на медицинскиот отпад, ние немаме друг начин на справување, иако постојат и законот дозволува други методи, например автоклавирање, значи да го стерилизирате, да го доведете во нека инертна фаза и да заврши на депонија за комунален отпад. Меѓутоа тоа за жал не се прави или многу ретко некаде се изведува. Целиот отпад што се собира, прашање и дали се собира целиот отпад, завршува во инценераторот во Дрисла. Министерството за животна средина и инспекторатот дадоа една обврска преку решението во рок од 90 дена да се направи филтер. И веќе е почната таа фаза, филтерот водено-јагленов,
се прави и очекуваме не дека до 20 март да биде тоа комплетно завршено. Со тоа, оние честички кои што го загадуваат воздухот, едноставно ќе бидат сведени на нула. За жал, тој инцинератор се уште не е инсталиран, иако роковите законски се истечени, изминати. Би знаеле да има нешто, веројатно нема инвестиции. Дали поради овие, можеби, судски постапки кои што се водат и приватниот партнер веројатно не сака да влегува во инвестиции, иако тоа беше обврска на партнерот. До вас по закон треба да стигне барањето за нов? Секако, да. Секако. До сега нема стигнато ништо? Не, а секако би знаеле, бидејќи дозволите за било какво управување со постапување со тоа, се добиват од Министерството. Печката се користи режимски, односно максимално 8 часа во денот. И со намален капацитет, што се вика, се согорува отпадот, се со цел да не се натрупа, односно медицинскиот отпад мора да се истретира, затоа што дали преку птиците, дали преку животните, може да се случи тој отпад едноставно да се врати назад кај населението. Таа е негдека на 80 хектари од прилика и се уште не е оградена и во прва наредна, што се вика, која ќе отпочнат активностите, ќе се отиде на комплетно затворање ограда, и тоа ограда, квалитетна ограда, не само столпчиња и жица, туку и плетена. Ние што видимо, селјаните тоа не знаат. И колку отров донесене, например, од Италија преку Албанија, овие селјаните не знаат. Јас знам, еве со колегата знам. Има бе све отпад од страна. После 6 сата све камионите тamo се растоварат. Пред 2 месеца така и нешто влегот баџи камиони, преку може и 100 камиони да влегот. Влегот, се растоварат. Приметено е дека во одредени ноќни сати, може би 2 сати или 3 сати на вечер, во повеќе наврати, не било еднаш, се повторувала, дека колона, конвој на камиони со без регистарски таблици, со полициска придружба биле носени на кај Дрисла. Луѓето се сомневаат што се случувало тогаш, зошто толкава тајновито, зошто полициско обезбедување, зошто без регистарски таблици. Што е тоа сомнително во 2-3 сати на вечер со полициска придружба да се носи? Од она што ми е мене до сега на увид дадено од страна на градската инспекција не е извршена таков тип на контрола. До инспекторите во моментов, додека не утврдиме правната позиција, мислам дека горењето на отпад, кој што е во горницата таму, не е само прашање на градот, бидејќи отпадот кој што таму се гори, бидејќи постојат шпекулации дека има радиоактивен отпад. Малку трпение замолувам за Дрисла, ќе има граѓаните бргу анализа. Кога се појави тој напис од италијанските медиуми и од одредени истражувачки овие куќи, се спомна дека 2400 контейнери наводно биле излезени од пристаништето во Италија и дека диспозицијата била Драч и дека па во Драч дошле 1140 од прилика кои што имале диспозиција дека треба да одат на Дрисла. И тогаш практично нас многу не загрижи тоа и дојдовме до сознание дека и во италијанскиот парламент веќе се разговарало за таа работа, дека и нашиот амбасадор во Рим бил повикан на дополнителни информации да се добијат дали има таква работа или нема, дека и во Албанија исто така имало одредени действија кои што
оделе во правец на сомнеш или страв дека тој опасен отпад не се знае кај завршил. Месец дена пред таа афера до Министерството пристигна барање за увоз на одреден вид на отпад. Тоа беше отпад од преработка на отпад, со кој што ние издадовме нормално негативно решение, бидејќи за да можете да увезете отпад во Република Македонија, законот вели забранете увоз на отпад во Република Македонија, освен за преработка или добивање на енергија. Упатив директно прашање до ресорниот министер, значи министерот за животна средина и просторно планирање, и барав одговор за одредени прашања кои се начнаа во јавноста, конкретно за одредени индиции за увоз на комунален и секаков дрит опасен отпад од странска држава, во кој според одредени вестници тој отпад завршил во депонија Дрисла. Затоа јас барав конкретно од министерот да потврди или негира ваков податок. Значи, ниту за едното прашање за тие што се официјално регистрирани дека се влезени не добив одговор од министерот, ниту за другото прашање дали е можно да во депонија Дрисла заврши отпад кој на илегален начин влегува во Македонија. Со колегата Владо Апостолов и колешката од Италија работевме со повеќе извори, меѓу нив извори во италијанското обвинителство, кои сугерираа дека овие лица не се толку непознати на јавноста во Италија, секако не по нивните инвестиции низ планетава за јавни приватни партнерства и депонии, потоа не биле познати, туку по планините токсичен отпад кој ги имаат оставено во некои од градчињата во Италија и по Господ знае друго што, бидејќи се до Скопје, тие немаат буквално никаков бизнис во депониите, одржувањето на депонии. Се зборува дека отпадот во други држави го раководат, го стопанисуваат со отпадот, мафија и така натака. Во оваа дејност репроматеријал е отпадот. Значи, за отпадот, за репроматеријалот обично секој кој што работи со нешто, а произведува нешто, за репроматеријал плаќа. Овде, единствено во оваа дејност, репроматеријалот ви го носат и ви плаќаат за тоа. Така да ова е, изгледа, многу уносен бизнис. И овој бизнис го работат големи корпорации, кои што не е исклучено да имаат и овакви, да кажеме, линии, кои што ги спомнавте, кои што се спомнуваат во написот во Италија, да кажеме. Работените кои што работеле со тој конкретен отпад подоцна заболеле од некои болести кои што не се карактеристични за локалното население, како некои видови на хепатитис С, кои што се пренесува директно со допир на некое ткиво кое е заразено. Давчевски доаѓаше, обеќа нешто, ќе видиме што ќе се случи со него. Тие добија гласови од оваа население. Ја му реков директно, кога ќе легнеш да спиеш, да знаеш дека овдека добивте гласови, дека народот која ве гласаше ви даде мандат за да управувате, истопанисувате на некој начин со нашето дишење. Кога ќе легнеш да спиеш, погледни си ги децата и помисли на нашите деца.
Европа.